Повеќе од 15 минути им се потребни на инфектолозите и медицинските сестри само за да го облечат заштитниот комбинезон за третман на пациенти со коронавирус. Еден доктор и две сестри на смена се грижат за заразените со COVID-19 во болницата во Битола, која стана центар за болните од регионот. Сметам дека за сега можеме да одговориме на овој голем предизвик за нас. Градена во 1972 година, Битолската болница е така направена што нејзиното инфективно оделение е физички одвоено од главната болничка зграда. Сега во тој изолиран оддел ќе се примаат пациенти со коронавирус од целиот регион на Битола, и тоа со тешка клиничка слика. Да, добро, ќе бидеме спремни. Првиот повик дека доаѓа лице со сумнителни симптоми го добиле на 2 април. На медицинскиот персонал му било најавено дека пристигнува маж од домот за стари лица со висока температура и отежнато дишење. Директорката на Битолската болница Билјана Гагачовска вели дека и пред првиот позитивен тест биле на готовс. Соберете косата. Сега од овој аспект сме целосно спремни и подготвени. Не е ова нешто ново, кое што сега преку ног се случи. Ракавиците над. Откако не облекоа во заштитни одела, прво тргнавме по патот кој го минува секое лице што доаѓа за здравствен проблем, не поврзан со COVID-19. На влезот пред ургентниот центар секому му се мери телесна температура, а потоа му се прави епидемиолошка анкета. Можете да влезете. Само ако нема симптоми на коронавирусот, му се дозволува да го продолжи патот. Доколку пак има симптоми на COVID-19, лицето не смее да се упати на ниту едно друго одделение, освен на инфективното. По новите напатствија сега веќе секој пациент го третираме како суспектен за COVID, меѓутоа се обидуваме ризикот да го сведеме на минимум, со тоа што апсолутно се одделени пациентите, значи првиот знак фебрилноста се одделени. Гледаме да бидат заштитени, персоналот е по протокол заштитен и пациентите да носат маска и ракавици кои што влегуваат во болницата. Така да ризикот е сведен на минимум. Од безбедносни причини, движењето во другите одделенија во болницата е ограничено. Патот за пациентите кај кои веќе има сомнеш или потврдено присуство на COVID-19 е одвоен од рутата за другите пациенти. Тие лица се носат директно во посебната зграда за заразни болести, која е на 100 метри од главниот објект. Сега ќе одиме по патот на пациентот. И сомнителните и потврдените случаи на коронавирус, тимот за изолација ги чека во заштитни скафандери, а потоа патот по кој се движеле мора да се дезинфицира. Персоналот во инфективното оделение не смее да има контакт со другите колеги од болницата. Ние сме 5 доктори инфектолози. Во моментот, во овие 14 дена, функционираат 3 екипи, значи еден доктор и 2 сестри. На почеток сме, не можеме да кажеме дека сега сме со некоја бројка која не загрижува во однос на капацитетот, се разбира. За сега сметаме дека сме доволно екипирани, на еден добар начин организирани. Првиот кат во оваа зграда е наречен чиста зона. Сега таму нема пациенти, но ако има наплив на заболени, веќе има план како да се пренамени за третман на лица со COVID-19. Со сегашната организација во Битолската болница има 35 легла за заболени од вирусот. Ако има потреба со пренамена на првиот кат, капацитетот би се зголемил на околу 100 легла. Зоната за COVID-19 е на вториот кат, но и таму има 2 одвоени дела. Едниот е за позитивните пациенти, другиот е за сомнителните случаи кои чекаат резултати, а имаат потреба и од лекарска грижа. Правила има и за влез и за излез од оваа зона. Ова е последната така наречена чиста соба во инфективното оделение во Битолската болница. Позади мене во ова оделение се сместени пациентите кои што се заболени со COVID-19. Таму е строго забранет влезот. Влегуваат само стручни лица и по строги протоколи.
Во моментов тука лежат 5 пациенти кај кои е потврден COVID-19, од кои еден е на кислородна поддршка. Рентгенските снимки јасно укажуваат на тој воспалителен процес. На тој начин одредуваме колку од белодробното ткиво е засегнато, значи со воспалителниот процес, и така правиме проценка врз основа на целокупната состојба за ординирање на терапија. Работата со специјална заштита за докторите е исклучително тешка. Дополнителен притисок е и сознанието дека немаат право на грешка. Секако дека тој страв не можеме да го игнорираме, значи и да го тој е присутен постојано, затоа што колку и индивидуално ние секој за себе да се грижи, не може да гарантира дека и оној другиот можеби од некоја небрежност во моментот, брзина, махинал некој или некој таков пропуст ќе се одрази понатаму на секој од нас. Значи, затоа постојано се советуваме едни со други. Во истата зграда, но во друг влез, се наоѓа амбулантата за инфективни болести, која ја посетуваат лица со други заболувања. Директорката вели дека персоналот е поделен, за да може да се грижи и за оние што немаат COVID-19. Сепак, сите мора да се заштитени, бидејќи токму тука минуваат сомнителните случаи. Она што сакам да го нагласам е дека постои апсолутна физичка одделеност, значи на третманот на пациентите позитивни и суспектни. Значи апсолутно нема мешање со пациентите во другата зграда. За среќа, во моментов нема потреба тука да лежат пациенти со други заразни болести, што може да стане предизвик ако целиот капацитет на инфективното оделение почне да се користи само за борба со коронавирусот. Тоа би го менаџирале во ОД. Доколку ние како регионална болница и регионален центар има потреба да згрижиме 120 пациенти, болниците кои што имаат инфективни одделенија, а не згрижуваат ковид позитивни пациенти, ќе згрижуваат, ќе ги испратиме пациентите таму. Одлуката на Министерството за здравство, Битолската болница да стане регионален центар за лекување на болни од COVID-19 и од градови како Охрид и Струга, не беше добро примена од некои жители. Во Битола веќе имаше негативна атмосфера поради државниот карантин во хотел во центарот на градот. Значи зград беше од коронавирус, сега ќе дојде центар и ќе носат сите тука. Нема некои така посебни заштити ништо. Сепак, други граѓани сметаат дека е време кога треба да се покаже емпатија. Секој треба да се излечи, значи на секој може му се случи тоа. Клучен фактор за разбивање на стравот и кај граѓаните и кај дел од здравствените работници е заштитната опрема, за која надлежните уверуваат дека засега не е проблем. Ние имаме фул опрема за континуирана работа 3 седмици, а од понеделник ќе очекуваме остварување на јавната набавка која што веќе ни е во тек, но во дослов со Министерството за здравство, доколку се случи да имаме потреба, секако дека ќе ни испратат. Во случај да порасне бројот на пациенти со коронавирус, во инфективното оделение ќе работат и медицински лица од други оддели во Битолската болница. Пациентите пак, како и секаде, остануваат во болница, се додека не добијат 2 последователни негативни теста на COVID-19.